да го ставиме и ово нека оди у процес на 4-5 години сија. Ме замотивира и се нафати да ја малку организира базата на ИСија, така да овој дел е за ниво 3, многу кратко, исто да знаете да искористите таму каде што може. Даниел ќе ви објасни на кратко, па после ќе продолжиме со мене. Даниел, повели. Фала, Вуксановиќ. Вуксан веќе ме представи. Еве вака, со добивање на право и стекнување на лиценца ниво 3, тоест ИСија лиценца, нашите можности се зголемуваат и како инструктори можеме да побараме и да работиме не само во Македонија, туку и надвор од Македонија, ширум цел свет, во сите ски школи, буквално. За да го достигнеме тоа, мора малку да направиме и нека организација и сега еве кратко ќе ве однесам низ една презентација да видите тоа како изгледа. Многу души од вас сигурно ова и го знаат, но еве ќе направиме кратко резюме и ќе се сите доближиме до информациите што ни се потребни. Дали сега се гледа мојот екран? Да. Добро. Со стекнувањето на право на ИСија лиценца, ниво 3, ние веќе влегуваме во ИСија database. ИСија, нели знаете, има веб страница, која ќе појдеме на страницата на ИСија дата, на ИСија организацијата. Подолу, еве го, овој линк е ИСија Snowsport Professional Database. Одиме на него, веќе тоа го имам јас отворено. Амо да отргнам ова горе. Амо малку секунда. Добро. И гледате веќе овде. Ајде вака од почеток да видим малку по. Добро. Еве страницата со дата на податоци за сите инструктори во светот. Во моментот 25.248 инструктори се активни со ниво 3 на светско ниво. Овде имаме филтри повеќе и да, каже некој нешто? Ќе ве замолам микрофоните, ако може да се исклучат таму кај што треба. Да продолжам, значи во светот во моментот има 25.248 инструктори со стекнато право на ИСија лиценца. Овде имаме неколку филтри и еве пример сега ако го пишеме овде, не знам, еве името на Владимир и ако одам на search, ова секој може да го направи во светот, во листата на инструктори излегуваат 86 инструктори со името Владимир и овде меѓу другото, еве Вуксановиќ Владимир е активен инструктор со ова неговиот профил. Значи можеме овде да побараме покрај име, презиме, можеме да одиме да ги побараме инструкторите кои се по држави. Еве да речеме нашата МАИС организација, ако ја ставиме на филтер, излегува дека има 30 активни инструктори во Македонија со стекнато право на трето ниво. Тука се нашите колеги и можеме да видиме кој е за алпско скијање, кој е за сноуборд. Имаме секакви, да речем, податоци за нив. Сега како ова треба да го направиме ние? Потребно е секој да се формира свој профил. Како тоа може да се случи? Мислам, како тоа треба да се случи? Кога вие стекнувате право на инструкторство, на лиценца ниво 3, од МАИС добивате мејл кој што ќе ве однесе да може да се логирате, право да имате да се логирате на ИСија database и како вие би го како еве јас сум логиран тука, ќе појдам ајде на мојот профил, значи едноставно нели имаме опција на login и на sign up, значи креираме наш профил
И еве го сега мојот профил да го видите. Потребно е да си ставите слика, да напишите ваши генерали, години, колку искуство имате, што сте по професија, кои јазици ги зборувате. Еве тука имам контакт телефон, оставено, мејл, адреса. И тука има еден дел кај што пишува дали сакате вашиот профил да види паблик или not public. Најдобро е да види паблик, затоа што ние не шируваме некои наши приватни информации, туку информациите кои се потребни за да можете вас, ако конкурирате да работите како ски инструктори надвор од Македонија, ски школите да ве видат и да ве препознаат. Покрај оваа, да речем, платформа со датабейс, и сега има уште една, се вика, не знам вака дали се гледа, Job платформа. Ај че излезам од ова да може да го видите сета. Еве вака, значи имаме покрај можноста да ги видиме сите инструктори, сите асоциации, ова е уште една платформа на ISIA Jobs, каде што можеме, само да ја максимизирам, еве вака, каде што можеме да видиме кои школи бараат инструктори. Мислам дека некој крена рака, ако може прашањата да ги задржиме за уште кратко, ова би траело излагање. И видете сега тука е многу интересно, можете да видите кои се активни огласи на ски школи што бараат работа. Меѓу другото, и тука кога би се логирале, би било добро вашиот профил да го апдейтувате. И еве како изгледа мојот профил на ISIA платформата за барање на работа. Ето има телефонски број, мои генерали, и еве некој подолу имам споделено слики од изминатите искуства во организирање на ски школи, ски кампови, така да на овој начин мојот профил е некако по прецизен и поисполнет. Некоја кратка биографија, учител, професор по физичко, сертификати некои, ако имате да ставите би било добро, така да сето тоа го оплеменува вашиот профил и шансите за да се доближите повеќе до бараното место или бараната работа се поголеми. Толку накратко вака за ова, да речем, дел предвиден за денешниот семинар. Прашање нешто доколку имате, слободно прашајте. Некој дигна рака преска, беше Xiaomi телефон и мислам дека Ивица или погрешка. Може би беше погрешка. Да, Јас имам прашање. Да. Да, јас погрешка беше. Нема гајле. Даниел, шерни уште еднаш, ако може. Знаеш што ме интересира? Да, ајде. Значи, идејава е дека, ти ќе ми потврдиш, идејава е дека, всушност, кога сме ние, дека нашиот профил, оној комплетниот профил што го покажа на крајов, го може да го гледаат и други организации сем ISIA, кои што се зачленети во ISIA, за да те побарат, например, или ако сака да те проверат дека си валиден ISIA инструктор, така или не? Да, точно. Еве го овде, нели имаме неколку опции, Dashboard, Find a Job и Find a School. Значи, како што ние имаме поентата на ISIA платформава е секој инструктор да има свој профил, но тука се вклучени, сега може би не се сите светски школи, но тие што се заинтересирани да соработуваат, се вклучени во ISIA платформава и тие тука имаат можност да побараат ски инструктори. Барањето на ски инструктори како школа е нели најповеќе вредноста на ISIA инструкторската лиценца во светот е многу значајна и секогаш прво се бараат по можност инструктори со ниво 3, така да самите ски школи
имаат поврзано со ИСИА и можат да допрат до сите инструктори и да проверат дали е валидна таа лиценца, дали инструкторот е валиден, дали има валидна важечка лиценца, дали посетува курсови, и тоа мислам дека на оваа платформа е на едно место. Практично секој инструктор со ИСИА лиценца тука шансите да најде работа се поголеми и да се поврзи со некоја ски школа. Дали Вуксанова беше? Одлично, да. Да. Јас, например, мојот профил, тој паблик што е, каде што не мора да се пријавам, ми е ставен во CV и кога декларирам дека има, пример, инструкторска легитимација, која е, тогаш носам до ИСИА, тие што се разбира да скијање, нели? Тие знаат што значи да има профил, така да што мисија декларира дека инструкторот или инструкторката било која дисциплина, ние имаме само две, инаку во свет постојат многу дисциплини, неколку декларираат дека поминат е филтр и буквално оваа база е баш заради професионален ангажман на луѓе кои што се носители на ИСИА лиценца. Меѓу другото, че ова, ако се вклучени и ниво 1 и ниво 2, добро е да бидат мотивирани затоа што докаде може да стасат, не дека кога ќе добиеме ниво 3 може да патуваме низ време, но сепак еден чекор повеќе за да може да се валидираме и да бидеме препознатливи, што ни фали да бидеме препознатливи. И нормално, можеби, например, наши двајца инструктори, Белко сигурно знам, работеше во Јапонија. Мислам дека и ајде помош, Даниел. Никола? Требаше да иде? Кој требаше Никола, да мислам. Ико имаше муавет од Skip Patrol што е со борд. Ико, плавиот. Бојан изгледа Аха. треба да отиде у Јапонија, ама не сум сигурен. Бојан. таму А, веќе вајде. Добро, Бојан јас веќе сум, таму изгледа. јас сум исто таму, ама не у Јапонија, у Залбах, Интерглем. И тоа. Нема да те Супер. гледам у Маврово, Макс? Не, ќе доам месеци. Готово, Бејже не готово. дај, седи таму. Значи, ги отвора, Маријан, кажи ми само дали, мислам, извини што прашам, приватно или Нема нешто проблем. поврзано со ски учителство? Да. Браво, супер. Значи, отвора врата легитимацијата. Па отвора, меѓутоа дека беше личен Чекај. контакт од Чекай да престанам да снимам. Што си ми несигурен во Не, одговорот. не, ако се сеќаваш, нели Лаци е кај нас у група и он пиша дека има нешто потреба и стапив ја у контакт и така се договоривме. Можам да ти кажам дека ИСИА лиценцата што ја имам, сега кога земавме сезонската карта, имаме попуст, па со неа земав поевтина сезонска. Тоа. Одлично, За супер. разлика од што кај нас, на пример, у Маврово, за инструкторите сезонската е поскапа. Да, тоа е уште една бенефиција на ИСИА лиценцата, секаде во сите светски ски центри, Осим кај малтене, нас. освен добро кај нас. Тоа мора да се нагласи, да се апострофира. Сите ИСИА инструктори и дали се приватно појдени или пак за работа, имат можност за попуст. Се извинувам да прашам за попустов, треба да има ниво 3 или може и со ниво 1? Значи, јас ваму кај што требаше да штиклирам, имаше неколку коцкици да се штиклираат. Јас, пошто не можев да разберам на германски што пишува, видов дека има ИСИА лиценца и само таа ја штиклирам. Сега, дали другите се од пониска или не знам, може сега да ти сликнам утре. И ќе ти пратам. Може. Например, за у Австрија каква е. За Може. овој Супер, центар. прати во група, да. Да. Бобан кажува дека Билбиловски дека на Шапка има попуст за ски, уствари ски и сноуборд учители, што е А добро. и би требало да има зашо ски центрите, зашо ние работиме таму, имаат нови скијачи и ние носиме нови луѓе и кога не би имало инструктори по скијање, би останале да речеме со овој крупни скијачи што сега се функционира. И Апсолутно сега си во некоја право. таква логика на малце не вака пред тебе да гледаш, него малце подалеку да погледнеш, вајде така треба да мислиш. Апсолутно си во право. Јас ќе искористам прилика да кажам дека
бизнис гледањето очигледно на некои центри е дека они го рентаат просторот на ски учителите, затоа сакаат да им наплатат, ама тоа е, не знам, не тврдам дали е лошо или добро. Важно, сакам да кажам дека ски центар Кожуш, кој за жал не функционира, кога имам прилика постојано спомнувам, Ангел Наков, ја договарав тогаш да даде попуст за ски учители на сезонско ниво, ова би имам споменато, за ниво 1 го кажувам, за ниво 2 и 3 го знаат. Баравме попуст да даде Ангел Наков за сезонска карта и тој во рок од 10 секунди од кога го постави прашањето не рече вака: Бук, карта сезонска ќе имаат сите ски учители на маис бесплатно. Сите ски учители на маис ќе имаат бесплатен смештај и храна во цела сезона кога они сакаат да дојдат и да бидат тука. Така да еве две различни гледишта на нешто, три уствари. Ама човекот знаеш, имаше визија дека може би повеќе ќе заработи од давање настава отколку од ски карти. Јас ќе прекинам овде Да, внимание може. за да не оди Доста. во